Се бришат електронски записи и се уништуваат ревизорски документи кои содржат индиции за сериозен финансиски криминал во градското сообраќајно предпријатие ЈСП, тврди суспендираната внатрешна ревизорка Николина Кузманова. Во моментот на суспензија ми беше одземен службениот лаптоп и документацијата беше одземена без записник, значи буквално бев приморана да го напуштам работното место без да се направи записник на документацијата која што ја оставам. За каква документација станува збор? Станува збор за мојата работа од 2014 година до 1.11.2022 година, значи станува збор за извршени ревизии, прекинати ревизии, дописи, укажувања на можни кривични дела, укажувања на неправилности во работењето, значи комплетна една документација која што ја вршев јас како внатрешна ревизор. Таа вели дека незаконски не е дозволено да се врати на нејзиното работно место, иако ја обжалила суспензијата и се уште се води како вработена во предпријатието. Смета дека се користи нејзиното отсуство за да бидат уништени докази за проневера на народни пари. Во текот на ревизијата произлезе можно кривично дело, уништување на деловна документација, односно се работи за финансиски документи од цели 2 календарски години, 2018 и 2019, кои што согласно Законот за архивски материјал би требало да бидат не би требало, туку законска обврска е да бидат чувани 5 години, бидејќи се составен дел на финансиските извештаи кои што ги изготвува ЈС. Иако во ЈСП поставивме серија на прашања за појаснување на состојбите, оттаму само накратко вела дека не може да одговорат. Во интерес на постапките кои се во тек, во овој момент ЈСП Скопје би се воздржало од одговор на поставените прашања. Ревизорката Кузманова се сомнева дека финансиските извештаи од 2018 и 2019 кои биле уништени во поплава намерно не биле соодветно заштитени, а за тоа постои одговорна личност. Инаку таа вели дека е под суспензија поради незавршени работни задачи, кои биле невозможно да се завршат за многу кратко време. Тврди дека ВД директорот Александар Стојковски задачата ја доделил само 3 дена пред суспензијата.